Здраво, другарчиња, еве сум повторно со вас. Јас сум вашиот воспитувач Езгјан Мемедов и доаѓам од детската градинка Весели цветови од Делчево. Денес повторно ќе се дружам заедно со вас, се со цел да научиме нешто ново. Насловот на денешното видео се вика Бон тон. На почетокот, другарчиња, сакам да ве прашам дали вие знаете што значи бон тон? Да, така е. Бон тон или убаво однесување е начин на однесување на одредено место или во одредена ситуација. Секој човек треба да ги знае општите правила на бон тон кои се учат уште од најмала возраст и траат во текот на целиот живот. Ако децата не ги научат и не ги стекнат навиките на бон тон додека се мали, тешко ќе ги научат и ќе ги практикуваат кога ќе пораснат. Доброто и правилното однесување се одлика на секој човек. Правила на однесување има во градинка, во домот, на улица, во автобус, кога се јаде и при посета на некоја планина. Дали сте подготвени, другарчиња, да научиме за бон тон на планина? Летото доаѓа во нашиот крај. Си отиде пролета и месецот мај. Сонцето во лето најтопло грее. Високо на планините ветерче вее. Да дишеме летен воздух чист. Еве планината пак не вика. Да видиме шуми, дрвја, најубава зелена слика. На планина има многу сенки. Под стеблата дебели или тенки. Лековити билки со цутови бели. Малини и шумски јагоди зрели. На планина има бон тон, другарчиња. Таму има и планинарски дом. По патеката не фрлај го отпадот твој. Чувај ја природата како твој дом. На планина оган немој да палиш. Печурките само со поглед да ги галиш. Почитувај ги ознаките и правилата. Убавини ќе ти дари планината. Постојат правила на однесување и при јадење, при дружење, при поздравување. Така, на пример, при кашлање или кивање, секогаш левата рака се става на уста, а со десната се поздравува со пријателите. Правилното јадење е одлика на добро однесување и добро воспитување. Торти и колачи не се јадат со рака, туку со прибор. Не се преполнува устата со многу храна, туку се јаде полека со помали залаци. Се џвака со затворена уста и додека се јаде не се зборува. Во автобус секогаш се отстапува место за седење на постарите и на повозрасните, на мајките со мали деца. Не е правилно децата да седат, а возрастните или постарите да стојат. Носот секогаш се брише со марамче, кое мора да е чисто. Носот никогаш не се чисти со раце, а особено не е културно и не е хигиенски да се чепка со прсти. Ако тече слуз од носот, не се брише со рака. Така е, другарчиња. Денес со вас учевме за бон тон или убаво однесување. Се надевам дека ви се допадна денешната дружба. Ве поздравувам сите вас. Останете здрави и живи. Довидување!